Почитувани, аздисаноста на функционерите од ДПМНЕ и членовите на нивните потесни семејства не престанува. Напротив, од ден на ден е се поизразена. Синот на Тони Тоневски е фатен како управува моторно возило марка Ауди со 185 км на час на место каде дозволена е брзина од 110 км на час. Сведоци сме на грубо кршење на законот и покажување сила и моќ од страна на фамилија Тоневски со години наназад. Тони Тоневски е председател на локалниот огранок на ДПМНЕ и актуелен кандидат за градоначалник на Пробишти од редовите на ДПМНЕ, а оваа функција ја има извршувано во 2 последователни мандати од 2009 до 2017 година. Тој Тоневски, откако беше именуван за директор на рудникот Булмак 2016, по превземањето на власта од ДПМНЕ со плата од 5000 евра, остави многу фамилии на раб на екзистенција, бидејќи ги отпушти од работа, а на останатите рудари им ја намали платата. Го доведе рудникот на раб на стечај, но си ја намести сопругата да биде директор на Агенцијата за пошти со плата од 3000 евра. Сега сведоци сме на грубо кршење на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и загрозување на животите на останатите учесници во сообраќајот од страна на неговиот син. До кога вака? Јавно го прашуваме министерот за внатрешни работи, кој денес беше во Пробишти. Дали е постапено по случајот согласно сите законски надлежности? Дали е вршено притисок и кој вршел притисок целиот случај да биде заташкан поради кандидатурата на Тоневски за градоначалник на Пробишти од редовите на ДПМНЕ? Дали ќе биде одземено возилото Ауди, кое секако е купено со парите на граѓаните, и на која институција или градинка ќе биде предадено, бидејќи така постојано говори министерот Тошковски? Ви благодарам.